Со особена чест и задоволство, денеска го најавувам нашиот следен гостин, кој што е дел од манифестацијата 13 величествени. Тоа е директорот на основното училиште Климент Охридски Прилеп и Ахил Јаков, втор пат во нашето студио, и втор пат е со голем повод, иако заслужува многу почесто да доаѓа, бидејќи она што се случува во основното училиште Климент Охридски заслужува многу поголемо медиумско влијание. Она што сакам на почетокот да прашам во однос на изборот на 13 величествени е што за вас значи ова признание и како дознавте дека сте номинирани од вашите сограѓани? Пред се добар ден до вас. Ви благодарам на поканата и на можноста да се представам јас и ние како училиште. Што значи можноста? Први колективно го разбрав нешто од училиште дека сме номинирани и нормално представува особено гордост пред се за нас, за мене како и менаџер и општо и како и за институција дека некаде нешто правиш и те спомнуваат. Јасно. И навистина заслужувате многу повеќе, бидејќи нашите сограѓани знаат да проценат. Се договаравме во однос на тоа како би течел разговорот, дека повеќе ќе се осврнеме на тоа што понатаму го очекува ово училиште, но јас на почетокот би сакала да ве запрашам што е она што ве тера да ги правите сите овие градежни зафати, што е она што ве мотивира да продолжите во желбата училиштето инфраструктурно да се развива, но и да се развива во делот на обезбедување на навистина современи наставни програми и можности за учениците и вработените да работат и да учат во едно современо и модерно училиште. Посебна концепција или посебна формула за да работиш нема. Или сакаш или не сакаш. Секој во оваа држава треба прво да си сака работата. Ако си сака работата, иде до голем успех, добар успех. Зависи кој како зацртал и што сака да биде. Знаете, ние како директори, кога полагаме на последниот испит пред инспектори, му предлагате тема за работа за наредните 4 години. И од прилика се држите до тоа. Сега секој ден носи нешто ново, не можеш да предпоставуваш што може да биде. Знаете дека ние како држава, како училиште зависиме од приходите и од општината и од државата, од благодатоците, и некогаш можеш да имаш многу барања, многу желби, но многу кратко можеш да ги исполниш и да сработиш нештото како што треба. И затоа сукцесивно се ги дели желбите. Сега, конкретно ние или конкретно јас за ова нешто досега, што како менаџер сум го постигнал е користите приватните контакти што ги имате, бидејќи само така можете да успеете да сработите дел она повеќе колку што може да си дозволите како општински пари или како буџетски пари. Сега, јас мислам дека пред се визијата кога ќе му ја представиш на некого е многу важна. И нормално, пред се рекламата, бидејќи секој сака да учествува во нешто што е добро. Јас како бизнисмен, некоја фигуративно зборувам, би сакал да ме представи некој успешен човек, некој успешна компанија, така исто и јас. Моите залагања или моите визија кога го представуваш на некој приватник се стриктни. Ова го сакам. Ова сакам да го направам, ова го добиваме. Нормално, јас се борам за добробит на учениците, на наставниците, на родителите. Знаете дека ние сме и во едно училиште, сме три посебни училишта во основното училиште Климент Охридски, или дел од посебните паралелки сега и нас, и подрачното училиште во село Можичите. Не сме само едни. Мораш да сите да гледаш. На квадратна површина сме од 10.000 квадратни метри, тоа е огромно. И ако одиме стрикно да реновираме само едно, многу пари. И одиш, пак како што кажав, сукцесивно, дел по дел, дел вамо, дел тамо, дел мажучиште, дел во посебните, мораш да балансираш. Прво, морате да балансирате со учениците, тоа е првото и основно, морате да му овозможите оние основни средства, основни работи кои му имат потреба. Која е основната работа? Прво, тоалетите, местоположбата, чистотата, хигиената. После тоа, условите за работа. Сега веќе сме 21 век, 2025 година сме, нема повеќе зелени табли и креди. Имате компјутери, бели табли, смарт телевизори, смарт компјутери, лаптопи, таблети.
постапно му го овозможувате тоа, па после тоа декорација. Веќе декорацијата е она основно кога ќе ги надминете овие работи. Како треба да изгледа едно училиште? Што треба да биде? Како училиште треба да примамите да дојде ученици? Тоа е се во склоп на мојата визија. После тоа е пирамидално. И одиш тим од ученици, од наставници, родители, заедницата и зависи како се прифатни тука. И нормално, генерално, јас сум трета година сега направив како директор на училиштето, генерално добро котираме. И меѓу учениците, и меѓу родителите, те поддржуваат, многу е важна поддршката нивна. И нормално, поготово, јас сум фан на повозрасната генерација на родители, на баби и дедовци, кога ќе слушниш, супер ова е добро, така треба, и нормално ти дава се поголем поттик за наредно нешто. Инаку формула нема. Едноставно можеш да добиеш идеја и од нешто неочекувано најмал. Јас имам, например, добијано идеја за надворешните клупи што ги имам ставено во училиштето од прваче. Од прваче. Вика директоре, мајка ми, татко ми, кога ме чекаат, нема кај да седат. Стварно, значи, сериозна добра инвестиција. 6-7 клупи, тргнат и настрана, се ги чекат родителите, децата, и стварно, сакам да ви кажам дека идеите не може да дојдат само думни глави, може да дојдат и од најмала возраст. Значи, тоа е, како да ви кажам, тоа е долг пат и само го учиш, го реализираш колку што можеш и така натака. Многу има да се зборува за ова, затоа конкретно ви кажувам овие работи. Да. Каква е соработката со бизнис секторот? Рече дека соработувате со бизнис секторот. Секако прашањето каква е соработката и со Советот на родители. Претпоставувам, спомнавте баби и дедовци, но секако и родителите треба и од нив да се побара некоја визија или согласно за одредени проекти, иницијативи кои што ги имате како идеи. Совет на родители и бизнис сектор се две различни граници. Так. Советот на родители, сега зборувам од оваа позиција, сега од кога почнав многу да го воздигнувам училиштето, едноставно идиш и му кажеш кој ти е плана. Никој ништо апсолутно нема проблем, туку само поддршка. Инаку совет на родители иди до идеи, па вака било, па онака, па зошто? Оти претежно на совет на родители се зборува, оти ова нема, оти ова вака е. Сега, например, нашиот совет на родителите е ова се прави, ова е супер, одиме понатаки, веќе се модернизираме. Се веќе нема како во времето. Сега одиме понапред. Одиме во трк на нешто што е ново. Се, например, во план ми е апсолутно современи училници. Се веќе ги направивме училници. Сега се екстра модерни, убави, се. Сега одиме подлабоко. Се да биде компјутеризирано, апсолутно се. Да нема табли. Ајде да не го спомнувам тоа, ќе оставиме за друг пат. Наредниот пат кога ќе ме поканите, ќе ви кажам за тоа. А соработката со бизнис секторот, како што кажав на почетокот, значи ти треба проект. Не да поидиш кај некого, слушај, сакам ова да го... Не, ти треба конкретен проект. Ова јас сакам да го направам. Колку сте во можност. Пример, еден пример ќе ви дадам за децата со посебни потреби, парко, исклучиво за нив што го направив, има една статуета, како кип, се вика Мајчина плач. Претпоставувам го знаете, да. Го има кај мене на профилите и на профилот на училиштето. Тој го направив со помош на неколку субјекти. Првен ми помогна родител, наставник по ликовно, тој го изработи. Се е скапо. Во училиште кога го работите нема ништо ефтино. Се е скапо. Компанија друга, автоконтрол. Ми помогна мермеро да го направам лежиштето, доста скапа работа. Компанијата Конфиангел ми го нареди со мермер, па друга компанија треба да го постави, поставањето е премногу скапо, кошта пари, време, работници. И така се го поставивме. И сакам да ви кажам дека, пример, еден предмет или едно нешто кое можете да го видите во училиштето, не е само од еден, може да е од повеќе души. Оти вие, например, ете тој лично, комплетно тој проект кошта 600.000 денари. Околу 10.000 евра. 10.000 евра сега. Да, јаки компанија како Автоконтрол, како Конфиангел, како Витаминка, како Прилепска пивара, да поддржувам, не си само ти.
Нели, јас како што знам, бизнис секторот на почеток на секоја година прави одреден план и развој за донација. И сега има стрикно 10.000 евра за цела година, не може само тебе да ти ги даде. И се нормално, ти тропаш на врата и могу да представуваш проекти и секој сака, нормално на убав проект, секој сака да биде повикан. Секој сака да стои негото име. Генерално, така соработуваме со бизнис секторот. Може и повеќе. Има, например, и помали компании што се помалку звучни од овие што ви кажав, што и ти исто помага. Се зависи тоа што го нудите, како можете да го продадете. Зборувам се на бизнисменска основа. Ние не продаваме, ама тоа што го нудиме, некој го гледа. Пак ќе кажам, да ме спомнат мене во добра конотација на некоја фирма, сакам и плаќам фигуративно. Сигурно. Тоа е математика, комбинираните рогата таа е за бизнис секторот, нема друга. Не се должни да дадат пари. Надвор од прашањата кои што на некој начин начално ги догаравме, едно прашање кое што одамна ми се наметнува, кога станува збор за менаџирање на училишта во Македонија. Услов е да се биде дел од наставниот кадар во училиштето за да се стане директор, нели одредени испити се полагаат дополнително за таа функција. Но колку треба да се менува тој дел и дали воопшто треба да се менува, дали не дојде време во Македонија начело на училиштата да бидат менаџери кои што се менаџери, не мора да бидат просветни работници. Бидејќи сето ова изискува дополнителен напор, треба да се знае што треба да се преземе во училиштето, менаџирањето е сепак нешто друго и поинакво отколку она што значи просвета и просветен работник. Имам неколку теории за тоа. Во Скопје е така. Во Скопје секој директор на основно училиште е од различно училиште или од различен сектор. Не е како кај нас. Кај нас, например, директор е од институцијата. И мислам дека е два можности се. Поблагородно е да бидеш, бидејќи го познаваш персоналот и ти помагаат. А кога би ме ставиле мене во друго училиште, немаш емоција многу за вработените. Пак зборувам сега не во тврд дослух, но немаш емоција за вработените, не ги познаваш, работиш построго, по-хардкор, си гледаш работата. Но према мене мислам дека треба да биде од својата институција директор, но затоа има еден добар закон во основното образование, имаш 6 месеци веде. Вршител на должност, на дејност. Тоа е како некој пробен период. Тоа е и пробен период е, и имаш време горе долу да го положиш испито и да се докажеш. Градоначалникот одлучува. Знаете сега, градоначалникот не лично, ама има нели тим кој кажува, може и не може. Оти не е само менаџирањето, само да носиш проекти. Имаш наставници, менаџирање со наставници, со програма, со родители, со деца, со ученици, со посебни, ајде конкретно за нас, со деца со посебни потреби, треба на сите да му возможиш. Не е туку така. Затоа, кај нас е конкретно зборувам за нашето училиште, поблагородно е да биде наш вработен, за да може и емотивно да настапува, бидејќи никој не познава повеќе од мене. Конкретно за децата со посебни потреби. Никој не знае повеќе од мене или од нашите наставници што му треба. Друг дел од страна, не знам колку би се снашол и треба време. Времето кај нас е проблем. Кај да појдиш, нека не биде во училиште, да приватна компанија. Да работиш нешто друго, еве и јас лично, конкретно, да ми понудат некаде да бидам на друго место директор, ти треба време да го научиш нештото, да ти ги имаш менаџерските способности. Но како времето, што треба, како треба се наметниш, кој е пазаро, што бара од тебе директора, што бара од тебе раководителот, не знам, зависи каде. Време треба за учење. А ова си поткован, 50% си поткован, се што ти треба. 50% веќе или имаш или немаш, или сакаш или не сакаш. Нема повеќе како во времето од старите директори. Седење и нема такво нешто, не постои. Или работиш или не работиш. Нормално тоа бара и жртва. Касно седење на работа, со станоци, со бизнис сектор, со градоначалник, со наставници, со совет на родители, со училишен одбор. Знаете, тоа е цела плејада на работи што треба да ги врши. Рековте дека 3 години сте директор на основното училиште Климент Охридски, колку ви недостига професијата, а тоа е да се биде наставник во образование, конкретно вие сте по физичко воспитување. Многу ми недостига, но гледам да го
компензирам со приватноста, поготово со мојот син, но јас завршив тоа, цел живот се занимавам со спорт и мине сосва, но бидејќи сте цело време на училиште, во спортските сали, тука сте, и гледам таа работа да изеначам некако, да нема недостиг од нештата, но знам некогаш и со децата да поиграм, дали фудбал, баскет, кошарка, знам и во костуми, во се, така да многу не се случува да влезам во частна физичко да поиграм со нив. Не ми е никаков проблем тоа. Никаков. Пред крајот на разговорот да ве запрашам во однос на самата манифестација и дали сте прочитали во однос на тоа кои се уфатени во 13 величествени во сениорската група и плюс 5 мина млади и дали сте гласале? Да, ги видов сите се мои драги пријатели, скоро со сите добро ги познавам, ги ценам, многу ги ценам сите тука што сте, што се предложени. Исто и од младата категорија ги познавам. Некои доста добро живам, некои ми се ученици. Пример фаворит личен ми е Илија Волчевски, тој ми е ученик уште од времето на кога беше мало дете, тренираше кај мене карате. Генерално сите Илина и девојчина планинари, пивара Кофи Ангел, да не ги спомнувам ни в автоконтрол, значи сите баш на место и баш како Зоран Игецки, пример, многу со него имам вршено интервју, така да пожарната, да не ја заборавам. Така да на правилно место се сите и добра трга ќе видиме, тука имаш the best of the best. Така е. Да. Ви благодарам за интервјуто. Рековме, значи ве држиме за збор следниот пат кога доаѓате за оние проекти кои што веќе ви се испланирани и кои што можеби тогаш ќе бидат во тек во училиштето. Ви благодарам на поканата и уште еднаш за можноста да се представиме. Благодарам.